Обвинението за организаторите на 27 април е на стаклени нозе, смета одбраната. Одложен стартот на судењето за организацијата на настаните во собранието, бидејќи обвинителството не ги доставило сите докази до обвинетите, што е законска обврска со цел подготвување на одбраната. Иако Вилма Русковска негодуваше, судечкиот совет на чело со судијата Илија Трајков прифати одложување и го задлжи обвинителството за гонење организиран криминал и корупција да ги достави бараните докази. Јордан Апостолски, адвокатот на поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски, смета дека нема апсолутно никакви докази за било каква вмешаност на неговиот клиент во делото за кој е обвинет. Сметаме дека обвинението е на стаклени нозе, дека нема никаква подкрепа, туку само сметаме дека се на овој начин нашиве клиенти се жртвени јагниња за да не се открие која е на вистината во овој случај. Апостолски вели дека обвинителството предложило 10 сведоци чиј интегритет според неговите зборови бил нула. Русковска пак изјави дека подготвувајќи својата одбрана, сите обвинети предложиле стотици сведоци, што според неа представува обид за одолговлекување на случајот. Побарано преку околу 300 сведока секој од нив. Така да сметам дека судот апсолутно не треба тоа да ги прифати сите сведоци нормално, без да се наруши правото на одбрана. Ваквото тврдење на Русковска го демантираше Апостолски. Тој вели дека неговиот клиент предложил од 20 сведоци. Обвинети за организација на настаните од 27 април се поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, поранешните министри за труд и социјално и образование Милијана Киевски и Спиро Ристовски, како и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Следното рочиште е закажано на 26 февруари.